Побројни поплаки од пациентите, Фондот за здравствено осигурување и Управата за јавни приходи извршија заеднички контроли во 49 приватни гинеколошки ординации низ целата држава. Според директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски, ова е прва ваква акција од 2012 година, истата не била реализирана 13 години. Резултатите од контролите потврдија распространета даночна евазија и финансиска штета врз пациентите, што резултираше со казни за голем број приватни здравствени институции. Центар на контролата, главната цел на контролата е контрола на придржување на договорната обврска меѓу фондот и матичните гинеколози, а тоа дека прегледот, ехо, колпоскопија, земањето на бриза, микробиолошко и цитолошко испитување, односно ПАПот, како и сите други диагностички и терапевтски процедури кои се согласно медицина заснована на докази кај избраниот лекар не се наплатуваат. Директорката на Управата за јавни приходи, Елена Петрова, информираше дека е утврдено од 20 приватни гинеколошки ординации не издавале фискални сметки и за истите се изречени казни. Таа упати апел до пациентите да бараат фискална сметка за извршената услуга. Иако здравствените услуги се ослободени од ДДВ, а најголем дел од овие установи плаќаат символичен годишен данок на вкупен приход од 1% или се ослободени од оданочување, тоа не значи дека неевидентирањето на прометот е без никаков даночен ефект. Оваа пракса го поткопува системот, создава нефер предност на сметка на оние што работат законски, а во поширок контекст води и прогресивно кон зголемени загуби на јавни приходи од сите субјекти кои што се вклучени во и поврзани во таквите готовински плаќања. Како УЈП, како даночен орган, не можеме да толерираме вакво однесување и затоа ќе продолжиме со засилени и координирани контроли и други мерки се различни. Контролите беа спроведени во Скопје, Битола, Прилеп, Тетово, Штип и Струмица. Исто така на пресконференцијата беше соопштено дека 417.000 граѓани не плаќаат здравствено осигурување. Овој дисбаланс, според ФЗО, создава притисок врз одржливоста на фондот, принудувајќи ги надлежните да бараат дополнителни извори на приходи преку зголемување на учеството од активни корисници. Во текот на вчерашниот ден беше соопштено дека здравствената услуга за која граѓаните моментално плаќаат 40 денари, од 1 јануари ќе чини 60 денари. Поизразена промена се забележува кај специјалистичките прегледи во државните болници, каде цената се зголемува од 380 на 720 денари.